И сега да се надоврзам со претходното видео, не знам колку ќе бидете во тек со ова, само сакам да направам една споредба. Кога бевме во Алхамбра, што е, мислам дека е една четвртина, може и помалце од украсите и од овие што се овде. Значи ова е неверојатно. Могу ли што правиле? Сега, таму, кој ќе влезиш внатре во Алхамбра, уствари, треба ранецо да го носиш напред, пред себе си, и те предупредува никако да не смеш да доприш ни на зид, ни некаде, да не се оштети со голема историска вредност и бла бла бла, нека глупости. Сега, а овдека, например, немаш такви, овде имаш 300 пати побогато е, немаш такви и она, и што се вика, и ида тука, и луѓе и овона, и ги допира, ги она, и уште трај. Значи, само споредба. И овдека се направени од мермер. Во Алхамбра се тој е гипс, такви работи, она. Еве, и ова сакам да кажем. Ова, ако гледате, ова е подиумов или како да кажем, подов на ова, еве колку е подкренат, за колку е, за метар и пол подкренат, еве скали, се оди нагоре, значи нема, значи намерно е ниво над обичниот свет и значи тие живе што се вика над она овдека што му се одвива овие што се дневните дневниот живот му се одвива и секој што е овие што ги чиста долу или некој што се врта околу што градинар или овона се што се вика метро и пол под нивото на нивното движење. Значи со самото тој што нивниот живот е фактички метар и пол над обичната раја. И нормално дека нормално дека биле така, не знам дури во каква забеганост е тој снобизам, и мислам, не, тоа е снобизам, така, мислам, дефиниција на снобизам, ама тоа е веројатно забегано да се, тие веројатно се замислувале како мислам, над луѓе, нешто како избрани полубогови или не знам како, избрани да живе така, од Господаено. И так, инаку овие, инаку ова другата обична раја, евак треба да чека уште не знам колку стотина години за да може да и па нема да ви пуштене внатре, че има па војска што нема да ги пушти да влезе. Ама вака пак ќе гледа од 1,5 метар под над на нивното живеење. Еве, ова е сега друг дел од тврдината, значи пак правам споредба со Алхамбра. Алхамбра тие го карактеризира како град. Не беше само тврдина, туку беше и град. Верверичка, ова Верверичка и колку е малецка и дури не личи на Верверич, повеќе личи на Глушец. Ми падна чарджеро, ја исплашив Верверичката. Добро.
И сега, ако тоа Алхамбра беше град, како што кажав, тоа е веројатно една четвртина од ова што е овде. Ма как? Може и помалце. Фантастична, огромна работа. Вакви гравури во мермери, ова имам видено само во Ватикан. Овие што се кај а овдека има на секоја зграда. Колоните овие што се со стубовите, со ловоров лист, лотосов усваја, лотосов лист, што е исто хиндуистичка, пошто Вишну или кој беше таму нивниот бог, уствари седи на лотос, кој ќе го формува свето. Исто лотосот се појавува и во будизму, исто Буда седи на лотос. Лотосот е нешто као чисто нешто. Уствари лотосот како цвеќе е исто интересно, пошто е растението е уствари под вода и претечно под вода во реки, во тињи, во такви работи расти еден голем лист или неколку листа, например, излегува на површината плота и после од таму од центарот на растението извира над површината на водата лотосо. И фактички тоа е некоја символика као над материјалните работи се појавува духовното или духовната чистота или нешто така. Символика. Ништо. И затоа се појавува толку многу често лотосо. Исто видов не во многу места во Тајланд. Видов не, уствари го одржува како градинарско во цвеќе, во посебни сакции во фонтаните, например, го имаше, во Њујорк го имаше во фонтаните или некаде. Лотосо е така, некако цвет што ги поврзува материјалното и духовното или нешто така. Градбата веќе само разрушена, само она како се вика, само фасадата, не знам колку може да се види. Така сега, и овдека и иста она белата е иста како и ова другата бела од друга страна, предходно што поминавме, исто има и симетрија. Овдека веројатно и ова било вода со некои работи тука. Може и да имале сигурно, не може, туку сигурно имале и ова диви животни, како залошки и ова она. Тоа сето било исто дел од нивното богатство. Па то Пабло Ескобар имаше приватна зоолошка, па немало да има могулите, нели? Так. Интересно. И симетријата исто. Симетријата е уствари убавина. Пошто не покушуваја, нели, некои научници да најда некоја дефиниција за убавина, што е убавина. И уствари на крај испоставија дека симетрично оддалечени очи, форма на очи, нос, уста, фаца, значи симетрична фаца е поубава од што не, мислам, не е општо прифатена дефиниција, али симетријата, например, не збо исто и за форма за тела, за форми, за сите такви работи. Симетријата е колерира со
со убавината, но и не мора да значи. Еве и овдека ова веројатно било како водичка, нешто овдека како поточе, фонтанче. Само ете, во Алхамбра, например, европјаните знаат да го направат, разбираш, кој она да имаш доживјеј. Овдека нема. Овдека само вака метли и чиста, и нешто мета, и нешто наваму, натаму туку нешто прашини се крева. Ето, така го одржува. Не го ревитализира. И така, леле, ова 10 минути видео се направи. Добро. Ајде уште да појдам онде до крајот да видам овај дали онаму што се случува. Еве и овдека излезе на крајот на тврдината. Еве и овдека исто. Подо на ова, исто едно ниво над. Значи, онаму. И овие се крајните објекти на тврдината, веројатно. Барем јас толку гледам. И од другава страна имаш исто така друга симетрија на објекти. И така, како што кажев, не овие се новите објекти што се изградени. Тоа се веројатно од новите влади, владини некои институции што ги користа, само се плетка тука во историјата, уствари веројатно сака да го долова сјајо на могулите. Така. Интересно, се нас е интересно. Црвената тврдина е окей.